Ама 33 години политика, 33 години партии го научија овој народ да функционира на овој начин. 33 години доаѓа Бранко вика ние ќе ви откупиме тутунот, не се секирете. Така е. За да дојде ВМРО иде Љупчо и вика ние ќе ви го откупиме тутунот. Уште боле. Да, а вие немојте да правите да ништо. Да се замарате со ништо. Немој да се замарате вие со ништо. И тие 33 години ние стигнавме до ова. Јас сметам шарената револуција за успех. Затоа што за мене шарената револуција не беше настан кој требаше да симне некого од власт и потоа да донесе систем да го воспостави. Шарената револуција за мене беше само борба за слобода. Значи, борба да владата, каква што беше таа на Груевски, да прекине да малтретира луѓе, медиуми, поединци и така натаму. И да дозволи слобода. Понатаму во таа слобода, одговорноста е на секој еден. И во таа слобода, и тука голем дел од луѓето што се во шарената револуција сметам дека не сватија за што станува збор. Демократијата не подразбира ќе дојде оваа или онаа влада и Deus ex machina ќе донесе решенија. Решенијата мора да произлезат од ангажманот на граѓанското општество. Ние потврливме во тој дел после шарената револуција. Инаку шарената револуција она успеа да ја врати слободата. Знаеш, на еден мирен сега мене ова подетално ме интересира околу шарената револуција. Повели. Која слобода? Што беше неслободно? Па види економски луѓето беа послободни. Имаше помал процент на невработеност. Добро. Не немаше помал процент. Помал процент на невработеност. Отвори ќе видиш. Тогаш беше, мислам дека околу немаше помал. 17%, сега околу 19. Немаше. Јас ти кажувам од аспект обратно е, ама не. Јас лично учествував затоа што Македонија беше и на повисоко место во борба со корупција. Не знам, имаше повеќе инвестиции, здравството беше подобро. Во тој дел морам да кажам дека ти немаше медиуми кои можеа многу да зборат за корупција. Ама корупцијата не знам, Транспаренси не ја правеше на основа на репортажи на медиуми. Транспаренси ја прави врз база на перцепција на население. А населението перцепцијата ја гради врз тоа што го добива како информација. Или искуствено. Перцепција е. Да, ама сакам да ти кажам, ти немаше медиуми, мислам, знам, прво ја затворија, останавме без работа, па после бевме, како ти кажам, просто бевме прохибирани, ние не смееше во ниједна редакција никој да не запосли. Значи, беше многу тешко, не знам што да кажам, вие сами знаете како изгледа вестите. Ја ушатор би мислам, немаше просто немаше луѓе критика никаква, не доаѓаше у предвид некој на вести да рече сега. А може било многу добра власта. Окей, ако така. Знаеш, види, ако влезете у материјална дебата дали требало да се случи или не требало, еве ја ќе речам дека, вели, млад човек сакаш промени, требало да се случи. Окей, знаеш што е проблемот? Ја тука не се согласувам со тебе. Еве да земеме американската на пример револуција као пример. Тие Bill of Rights и декларацијата за независност и основните постулати на тоа што ќе прават веќе наредниот ден, они го имале, да речеме, 10-15 месец дена пред да заврши револуцијата. Па дури и кога почнувала револуцијата, дел од тие документи ги имале. Ме разбираш? Како и не зборуваш за граѓанска војна. Не дај Боже. Добро, ама види, ние бевме многу блиску. А самото по себе. Јас шарената револуција не ја прво. Мене ми е драго што тоа помина така, без нереди, без
жртви. Не, знаеш како? Просто Кога се бориш за за именки, за нешто што е неопипливо, секогаш работите завршуваат исто. Зашто тоа го зборам? Америка се бореше со дрогата. Така, имаше борба против дрогата, имаше борба против тероризмот, се поише тероризам, се поише дрога. Не видов, сакам да ти кажам нешто опипливо за кое што се бореше шарената. Слобода, окей. Ама како ти навистина ќе ги решиш тие проблеми што ти ги одземале слободата? Корупцијата и криминалот во општеството, во високата политика ти ја одзима слободата. Ти ако немаш решение за тоа, не си ја вратил слободата. Него си ги сменил едните со другите. Ние тоа го правиме континуитет 30 години. Затоа го кажам јас ова. Јас се борев за слобода во новинарството. Ти верувам. Која подразбира одговорност, не анархија, по моје да биде. Да се тргнат на Груевски медиумите и да биде ја како што ќе кажам. Не. Се борев секој да може да го каже своето мислење, при тоа да има одговорност за тоа што кажува. А други граѓански организации, не знам што, требаше да излезат со иницијативи, проекти, борба против корупцијата. Битно е да има слобода. Слободата е суштината. Ма треба да знаеш и како да доеш до нејзе. За тоа ти ја кажав корупцијата и криминалот како проблем. Затоа се вратиме пак на демократската култура. Јас се согласувам дека слободата е темелот на успехот на секој едно општество. Затоа Америка е светска сила број 1. Покажале со пример дека со слобода можеш да направиш све. Ама просто е. Гледај, кои се најразвиени држави социоекономски? Норвешка, Шведска, Финска, Данска, Канада. Европа, Лихтенштейн по GDP е Лихтенштейн. Демократски земји. Демократски земји. Не можеме тоа да го спориме, не може тоа да го... Апсолутно, слободата е ама треба да знаеш како да стигнеш до нејзе. Тоа е проблемот. Ние како општество свативме дека сакаме слобода, да речеме дека сме сватили дека сакаме. Јас не сум сигурен дека свативме. Ја мислам дека се уште големо мнозинство од населението размислува исклучително клиентелистички. Не се согласувам. И гласа клиентелистички. Не гласа врз база на принцип, на идеологија. Ме разбирате што зборам? Туку гласа, чекај сега, овие не ми дадоа мене ова, сега ја ќе бидам со овие, па чекај ќе сме. Ја гледаме та перверзија во тие односи, секој ден ја гледаме. Вклучително и последниве недела дена. Не само и недела дена и претходно. Мислам, како да ви кажам, не може тоа така. Не може тоа така. И тоа е, затоа преска реков, отсуството, големиот дел од населението се уште чека некоја југословенска влада која ќе реши откуп на Патлиџан, откуп на ова. Не ми се откупија државата, бе. Која држава, бе, дечки? Пазарна економија е, слобода е. Кога имаш слобода, имам. Повели, друже, направи добар производ. Ама 33 години политика, 33 години партии го научија овој народ да функционира на овој начин. 33 години доаѓа Бранко вика ние ќе ви откупиме тутунот, не се секирете. Така е. За да дојде ВМРО иде Љупчо им вика ние ќе ви го откупиме тутунот. Уште боле. Да, а вие немојте да правите ништо. Да се забарате со ништо. Немој да забарате вие со ништо. И тие 33 години ние стигнавме до ова. Мислам, тоа е, како да ти кажам, и сега кога збориш за слобода, кажам имења презиме. Наоѓаат една варијанта, се жалат за откуп на едно овошје, држ, не дај, па ај у една земја тука у регионот се наоѓа една варијанта да се земе, товараат камионите, овие кутриве у таа земја истураат шлеперите, се испоставува дека набутале камења унутра за да тежи поише, ги уништиле машините на овие. Мислам, и што? Добивте пари, добивте веројатно само за таа пратка. Ставиле за таа пратка, не знам, 1 тон поише камења. И што правиме после? Ништо после. Зашто например? Знаеш што правиа политичарите? Знаеш сигурно за ова. Иде у село, бера гласови, вика бе откуп немаме, ни стои зелката на нива. И он вика ја ќе ви го решам сега пред избори, не се кирете. Собира 20.000 евра.
пушта камиони, го собираат и го фрлаат у река после истите тие политичари. Ама он вика, ја ви го откупив, ви завршив работа, дајте глас. И тоа е таа манипулација која и ние не можеме да излеземе 30 години не можеме да излеземе од тој мајндсет на транзиција и да влеземе конечно во една фаза на трансформација. Трансформација на мајндсетот на пристапот кон нештата. Па можеме, ние полека излегуваме, ама тоа не е благодарение на политиките и на партиите. Ние излегуваме благодарение на тоа што новите генерации ги следат тие трендови. Се надевам. 50% што не гласат на избори. Да, се надевам. И они ги гледаат како функционира светот, како функционира Европа, Америка, Кина, не знам кој. Еве гледам некој по градов. И сега се повеќе имаш млади кои што не се занимаваат со економија тука, па да ќе моли некого или не знам што, аутсорсинг другар. Ги гледам иницијатива има, сака да биде креативен, да направи, да понуди нешто друго. Видете, и на крај ќе дојме Скопје, јас сум шетал, стварно сум патувал секаде по Европа. Ти во Скопје што можеш, кој што немаш конкуренција, ти во Скопје било што малку поквалитетно да произведеш. Да. Ти растураш. Ке растураш така. Ти знаеш ли што е ти во Брисел да отвориш не бе, ке нас се научија луѓето на медиокри на Знаеш ли која борба те чека? Да. За да ти на таа хорека сцена се пробиеш. Па тоа дечко ти треба да било каде, у Белград да отидеш да отвориш било што, у Белград да ти кажам. Слагате? Кај нас уште добар бургер имаме растура. Да, така е. Ама тоа значи дека проблемот кај нас е со политичката понуда. Не, кај нас е генерацијски проблемот. Не, ама и добро. Уште полошо е што е гледа нова генерација во собрание. Ама нема за окей. Еве во собрание имаш нова генерација пратеници кои што доаѓаат од двете да речам големи политички партии, кои што се копии, бледи копии на нивните лидери. Па тоа го зборам. Значи немаш политичка понуда, немаш за кого да му дадеш добро. Дека управо. Ај сега да ве вратам на. Евентуално имаш некоја авангарда и нешто поразлично размислување имаш кај левица. Само они се двојат. Така е. Види, ја никогаш не би гласал за нив, али точно е дека имаат некоја своја. Така е, окей. Има драшно, има нешто. Затоа ве викам, се окей. Душто ние аргументите, ги, како ти кажам, ги споделуваме, ги разговараме на еден цивилизиран начин. Не е спорно, стварно глупо, досадно би било да ме се согласуваат сите со мене. Стварно било досадно. Браво. Да, као, окей, да, супер. Па нас нема да ни биде интересно да се појавиме у телевизија ако си да се согласува со нас. Како да кажам, сам не е. У суштина по-конфликтни личности од новинари мислам дека не постојат. Тоа веројатно е некоја карактеристика. Така е и така и не е така. Се поише гледаш условно кажано новинари кои што служат за има свашта. За да го држат микрофон. Сталаци за микрофони. Нек се живи и здрави. Така е. Што викаш ти у Скопје го чи искочи нешто добро ќе го препознат луѓе. Како не, нема промажеш. Нема утка.